Еве сме повторно назад, драги наши гледачи, продолжуваме понатаму со нашата емисија. Како што спомнав и пред малку, гостите веќе не чекаа во другото студио, веќе се тука заедно со мене. По втор пат се тука, прв пат бевме минатата година, ако не се лажам, Овали. Ете, гледаш, колку сакам гости кои што си памтат кога биле, што носеле, како се сликале, значи ете како седеле, леле, браво. Стефан и Марко, леле да, Мартин, чекајте малку. Стефан и Марко, сакам да ви кажам GP и Стефанатор, но Стефан и Марко, затоа што тоа ви се реалните имиња, веќе знаете и помладата популација, веќе нема кој не ги знае, најпознатите јутубери во Македонија. Мислам дека е коректно да кажам најпознати, затоа што некако вие го понесовте тој бран и некако се одвоивте од сите други. Па ете, јас ќе кажам најдобре, вие за вас тоа не знам дали ќе си го кажете самите. Да, затоа што има повеќе, нели? Да. Но сепак сте едни од попознатите и денеска ќе зборуваме малку за тоа YouTube. На некој повозрасен кој ќе му кажеш YouTube или јутубер, не знам тоа како ќе го свати, можеби и нема да го сватат повозрасните генерации, тоа толку многу сериозно, но верувајте во светски рамки YouTube-от и јутуберите како функционира тој цел нов момент и таа цела платформа и што е најважно, луѓето прават пари од тоа што го прават на YouTube. Да. Тоа се случува и кај нас во Македонија, веќе се променија многу времиња, нови професии навлегоа поврзувајќи се со социјалните мрежи, па така можеме да го спомнеме и YouTube, и јутуберите се едни од нив. И мислам, не верувам дека го кажам ова, но мислам дека јутуберите многу повеќе заработуваат од сите оние други онлайн професии кои што ги имаме кај нас. Да речеме инфлуенсери, блогери и натака. Ќе се служите со мене? Или зависи тоа колку ти е контентот квалитетен? Многу работи. Не знаеме ние како инфлуенсери како е за да споредуваме, ама на крајот на криштата не е тоа толку битно ако сакаш ако го правиш од љубов и ако сакаш да си успешен во тоа. Мада е важно, ама не треба да на прво место ставам. Така, да. Имаат многу YouTube видеа, јас денеска не одвоив нешто кое што тие го прават на YouTube, затоа што верувам веќе знаете. Она за кое што ќе зборуваме е тоа што некако трендот е јутуберите да снимаат и видео спотови, па некако Стефанатор извади 2, тоест ти имаш 1, така? Не. Ете, ја имам 3. Јас не пратам YouTube. Ја имам 3, Стефан има 1 само. Зашто не кажа јас ова да измонтирам? И една заедничка. Чека, заедничкава ви ја знам и со Мартија твојата ја знам. Ти кај си во програма? Па ја имам уште 3 пред заедничката. Тоа знаеш што значи не се следите на Инстаграм, појма немате што правите. И двајцата, ни ти за мене, ни јас за тебе. Ете, гледаш, така? Па жива вистина. Значи, тоа значи кога ќе се следите на Инстаграм, ќе знаете што правите. Сега вака кај да видиш? Ајде. После, да се пошегуваме. Дечки, се вратиме прво на YouTube. Кажете ми, мислам, зборувавме во минатата емисија како почна сето тоа, книгата Нашиот пат, сега ве прашав, одлично се продава, се уште се продава, така? Да. Како сте вие задоволни до сега, затоа што тогаш беше многу свежо сето тоа, кога дојдовте во емисија, не знам дали ги знаевте веќе бројките, сега веќе неколку месеци потоа. Да, јас мислам дека уште не може. Тоа уште не е свежо, мислам дека никогаш нема да. Се додека не направиме втора. Па не знам ни тоа, зашто ја уште не ми се верува пример некој да кога ќе помислам дека стварно има книга што е моја, што е наша, што воопшто јас сум на корица, што гледам уште не можам тоа да си го сварам во глава. И што толку испадна успешен проект ни на крај на краиштата, ни у сон, ни у реалност не сме мислеле дека толку ќе успее. Буквално не знам, немавме ни 1000 бројката, 1000 не беше многу, не па сега што надмина 10.000 продадени. Лели, кога отидовте во МКЦ има што да видите? Во МКЦ и тогаш го спомнавме ова и сега. Имаше снег денот и многу ни пишуваа по Инстаграм дека нема да дојдат. Ја викам добро, колку толку. Ќе дојдат 20-30 ќе се среќа што имаше снег. Ако немаше снег, тоа не знам што ќе беше. Да, еве сега зборуваме за тоа и ние колегите од работа кога отидовме, тоа веќе го кажавме колку се вовдушевивме, колку голем број на луѓе имаше таму, но ете книгата си функционира онака како што треба да функционира и се гледа дека е доста практична затоа што луѓе ја купуваат. Значи купуваат нешто што внатре има квалитетна содржина. Па да, не е само јутуберски, има и животни совети од нас, барем од наша гледна точка сега за сега на животот. Така. YouTube видеата, тоа што го зборуваме, содржината и како е многу важна за да просперира некој јутубер. Не, секој може да седне, се направи платформа, не знам, да зборува све нешто, но вие постојано измислувате буквално топла вода и кај вас тоа функционира. Еве се ошишавте последно ја што гледав.
Добро, последно ја што гледав, ти не ми се смеј. Да, тоа е скоро, Ете, добро, сум На гледала ја почеток на нешто лето, друго. ама да. Сум гледала ја нешто друго, освен спотови. А добро, да видам до кај сте со животов, па ја пратам. Добро. Да, тоа беше последно. Сега, не, последно кај тебе ми знам имаш куче. Гледа, добро си. Треба се претплатам на YouTube. Добро, луѓе, јас сум Инстаграм девојка, се извинете вака. Таму имаш куче на Инстаграм. Да. Што се случи со тоа куче? Како го доби? Гледам, функционирате, убаво се дружите со кучето, се снимате заедно. Да, кучето го видов на интернет, го подарува, а јас оддамна сакав, јас и порано имав чувано лабрадор, ама сега конечно се решив повторно да чувам и ми го донесоа дома и не знам, најсладкото суштество што постои, сега пред 2 дена, баш кога искочи спотов, имаше трета вакцина, така да сега конечно ќе почне да се меша со други кучиња, да шета, така да си растеме, си се сакаме дома. А Инстаграм му направи? Да. И таму има над 10.000, значи кучето ми има над 10.000. Сега инфлуенсер ќе го правиме Значи, кучето. кучето има повеќе следачи од многу инфлуенсери во Македонија. Не се смејте, сериозно. Добро. Како тоа успе кучето да има 10.000 луѓе кои што го следат? Зашто го следат твоето куче? Не знам. Што е сладко. Па добро, има и сладки девојки, не ги следат толку многу. Добро, добро. Ај вака се, ајде да направиме на кратка пауза да го пуштиме спотот му. Излезе завчера. Луѓе, Baby Next Time од спотот е завчера, ама нека иде, после ќе го зборуваме, ќе ги зборуваме деталите. Јасно те молам Baby Next Time, па ќе се вратиме и ќе кажеме за спотот. Ние се го направиме муабетов за кучето. Одиме. Добро. Ова лето ке се памти на море, изгубивме глава заедно со брат ми. Не да ке се памти, дури ја следев се иструполи во пироканти. Пијачка да платам, инсистирам, ми кажа немој не сум сама. Пробувам да ја импресионирам, ама не ми дава. Моја мила дамо, чекај малце само, оково да тиснеме ко најновиот канон. Опуштено лагано, Парис и Милано, се понашам безобразно како Кристијано. Моја мила дамо, чекај малце само, оково да тиснеме ко најновиот канон. Опуштено лагано, Парис и Милано, се понашам безобразно како Кристијано. Не можам тебе да те заборавам. Пробај ти, дури јас се опоравам. Или ти или ја, чекај ја, брат. Не е крај, baby, bye until the next time. Ке се памти, имаме скъпи спомени како диаманти. Не да ке се памти, а празни джебови, а ти нови скъпи чанти. Шопиња да платам, инсистирам, тоа не им смета. Страшно ме изнервира, сметката долга ко тоалетна. Моја мила дамо, чекај малце само, оково да те сними ко најновиот канон. Пуштено лагано, Парис и Милано, се понашам безобразно како Кристијано. Моја мила дамо, чекај малце само, оково да те сними ко најновиот канон. Пуштено лагано, Парис и Милано, се понашам безобразно како Кристијано. Не можам тебе да те заборавам. Пробај ти, дури јас се опоравам. Или ти или ја, чекај ја, брат. Не е крај, baby, bye until the next time.
Што сега и двајцата трчавте по неја и на крај откачивте и двајцата? Да. Колку убаво. Па да. Нели? Другарство пред се. Така. Па ја като женското. Другарство пред се, па после ништо друго да не се меша. Сега стигнавме, кога ги завршивме сите други работи пред спотот. Ајде позборуваме малку повеќе за видеото. Зошто е тренд јутуберите да снимаат спотови, песни и така натака? Па мислам дека најголема улога првично игра тоа што кога гледаш видео, ќе го изгледаш еднаш и гледано ти е, а кога ќе слушаш песна, може да слушаш и 100 пати. Да. Така да секогаш Звукот е тој што привлекува, значи. тие видеа се секогаш најгледани, така да најверојатно тоа што е најгледано сите гледа да го прават тоа што е најгледано. Па Да. така и најверојатно и ние. Па добро, освен тоа забавно, ние да испробуваме нови работи што не сме ги правиле, никогаш не сме правиле заедно песни, никогаш не сме направиле, барем според мене, волку добра и до сега најдобра песна што имаме направено од сите вкупно, така што забава е. Зашто да не? Не знам дали повозрастните гледачи слушнале за трендинг. Песната не име уште на мислам мине на трендинг, но уште не е прво место, така сега проверивме дека е второ. Многу песни искочија овој период, особено ден тако искочи сподот трендингот е лом, на второ место сме, ајде прво уште. Чекаш што ни фали сега за да сме на прво место, гледаност? Да, еве сега сите што не гледат да пуштат песната и да се качат. На YouTube. Да. Па да ја пуштиме да се свири вака ја во позадина Ајде, јас. Ја ќе им речам на сите еви на колегите, нека пуштат сите YouTube песната за да биде на прво место. Може. Леле, па, колку убаво ќе биде тоа да биде на прво место. Супер! Не знам, куќето не го видов во спотот, јас сум разочарана. Во следен спот. Во следен, да, готово. Тој што го планираме, овој ништо. Колку сум креативна, бе? Кој ќе им дадам вака убава идеја. Слушајте, што уште не направивте во вашите видеа? Јас барем оно кој што го гледав, косите ги ишишавте и се нешто друго направивте. Како ви текнуваат идеја за да снимате YouTube видео и тоа да биде вау? Не знам, тоа произлегува најверојатно од секојдневие, зашто ние се представуваме само како карактери, најмногу го снимаме, освен што снимаме и предизвици и други работи, го снимаме и нашиот живот. Тоа што не се случува, пример, сум се шишал, ќе го снимам и тоа како се шишам. Да. Али некогаш и следиме едноставно тоа во странство и тоа што се случува нешто ново во светот и гледаме да извлечеме инспирации, идеи од тие настани или случки што се случувале, така што буквално од се може, од растение во цветче може, пример. Да, значи инспирација може да дојде од било што. Се дури е забавно. Се дури е забавно, а гледам дека вие се уживате во тоа, така да тоа е професијата на вашите животи. Јас мислам понатака, не знам, ти што сакаш да работиш друго на страна од YouTube? Не знам. Зашто учиш? Зашто се школуваш? Па еден нешто графички би сакал да правам, некој графички дизајн, нешто било што креативно што. Да, ја дај Боже да можам најдолго, ја би сакал ова цел живот да го правам, најискрено. Па зашто да не можеш? Па да. Тоа мислам дека нема да изумре во скоро време, затоа што тек почнува експанзија да има. И читав на YouTube, еве за повозрастните гледачи, дете од 8 години го држи рекордот во најгледан јутубер на светот, мислам со најголема заработка од 22 милиони, не знам таму што, со тоа што прави рецензии на играчки, 8 годишно дете заработува 22 милиони. Супер. Зашто па вие? Па супер. Зашто да не? 8 години ги исхранува и мајка му и татко му и цела фамилија. Зашто? И уште 10. Па што, а што прави, земе играчка и се раскажува, ова е рака, ова е нога, ја не знам. Јас не ми е јасно како тоа функционира, но ете функционира. Кај нас во Македонија ситуацијата, кажете ми за тоа што каква е, имаше и фестивал на јутубери пред неколку месеци беше, не се сеќавам точно. Се дружевте вака, имаше ситуации, дешавки, заедно снимавте нешто, тебе те гледав заедно со Ивона и со Марио. Да. Тоа фестивалот беше, бевме јас и Марко и уште тројца ни дојда од Србија. Да, од Србија гости. И беше супер. А вака се дружиме, се соработуваме ти со Ивона и Марио, поздрав до нив, се снимавме. Они се сега во Белград. Звезда град. Да, они се Марио буквално Звезда ќе го правиме. Буквално и YouTube и тоа се тераат браво, секоја чест. Да, супер. Чекај, ти мислам дека беше во Србија на еден настан? Да, тоа беше поврзано со Red Bull и снимав тогаш со Сарајево. 90 seconds. Да, 90 секунди. Тоа ви функционира сега и надвор, така се снимате и надвор од Македонија, кога ќе можете тогаш. Да, кога ќе се укаже прилика, зашто да не. Така, супер. Кажете ми, имаме една песна, така ја пуштиме за крај, те гледаш затоа што не се следим, јас не знам која е твојата песна. Еве ќе почнем. Која е една од трите песни? Шо правиш? Таа ти е песна со Мартија. Да. Како се договоривте со Мартија песна да направите? Таа ти е прва тебе, така? Да.
Прва, тоа со што правиш, сите прво се чудат што е тоа и зашто има такво име. Тоа е Да, дај иначе кажи им, жити. интерна шала што е искочена уште пред некои 2-3, не се 3, ама некои 2 години можеби, што на YouTube си го провлекував. Не знам зашто, ми беше интересно, викам што правиш, наместо што правиш, што правиш. Што правиш? И го провлекував така низ видеа повеќе и што да биде првата песна, ќе биде баш тоа, што правиш и затоа се вика така и не е ни толку сериозна песната, повеќе е ко шала, ама пак звучи колку толку добро, така да интересно. Па да, ама кога ќе размислиш, ти ствари си имал идеја за песна уште многу одамна. Многу подамна. Да. И сега се реализирал. Да. А со Мартија како се споивме, не знам, размислував, сакав да има некој си женски вокал во песната, размислував кој Мартија ми беше ко совршена прилика за тоа, ја прашав дали би сакала да биде дел од нешто такво, рече да и тоа. Супер. Ти имаш некоја гостинка во песните или сам си во твоите три? Не, ајде, сам сум, можда во следна ќе имам, ајде ќе видиме. Ете сега ја му бев гостин. Не, да, заедничка, не си ФТ, туку си Да, X дефа. да. Заедно, така, дуете, добро. не. Најди некоја друга гостин. звезда сега во четвртата песна и да дојдеш да ја пробавираш само ти. Може Добро, така? може. Да не биде сега Стефан дека цело време со песните, нареден пат те одвојувам тебе промоција на сите песни. Ќе ги изгледаме сите три спот. Па што? Ајде, и настап во живот, тука може. Не мора. Не мора настап во живо, ама ете може песните да ги промовираме. Кажете ми кој е вашето последно YouTube видео? Не сум гледала, кажете твоето Песна кој е? така мене, така да тоа. Последно кај мене шетав низ парк, прашував луѓе пантомима, погодувавме нешто. Да? Да. Интересно. Ај, ти Ви кажав поеми. јас дека они од се нешто ќе измислат кај тебе? Па кај мене песната, али пред песната мислам дека играв, така? Страшната игра. Да, една страшна игра играв на телефон. Ето. И sad, И тоа е интересно да го гледате. Сега вака може би ви звучи сега игра, ама кога ќе Па пуштите пошто таму на вриштам YouTube. многу на кога ќе ме уплаши нешто, валјда вриштењето е едно од интересните работи. Да. Да. Пукам уши. Добро, гледа не вришти толку многу. Нареден пак. Добро, дечки, што е следно од вас? Уф. Да, бе. За се сме Ај поправите се синхронизирани. малце, молам, јас Ајде. слушам. Тоа мислам дури како кажавме и минатиот пат, зашто ние не планираме никогаш толку напред. Добро, може би нешто, ама и тоа не го откриваме. Ама најчесто се ни тече пример еве за песнава. Песнава колку fun време? fact, за 2 недели Помалце. спакувавме се. Помалце. За 2 недели буквално решивме дека ќе ја правиме, си зададовме датум, дедлайн, текст, снимање вокали, снимање спот, едитирање спот, све во 2 недели. Спотот се Така. снимаше на 5-ти. Не, на 3-ти, добро. Ама до 5-ти ништо не беше чепнато, на 6-ти почна монтаж, до 8-ми беше готов, турбо. И се така функционираме, И се последен момент се стаи на YouTube. се спонтано функционираме, така да што ќе одлучиме, пример, може денес да одлучиме за недела две да искочи, така што не планираме ништо толку напред. Така. Па добро, брзи сте. Да. Некои македонски звезди прават, на пример, еден спот, еден месец. Ете, ние не сме. Ете, вие не сте. Вие Не направивте си го за- сакам тоа што така за 2 функционираме, се со Да, и стресно е да негде. Види, Знаеме, биде стресно е, но е стресно. динамично и брзо е сега во Да. овој животен стил кој што го имаме, кој ќе те чека тебе месец дена за нешто да да. направиш? Тоа да. Сега сте смислили, еве, сега веќе знаете од прилика следниот спот како ќе ви биде гарант горе доле нешто тоа се веќе- мисли. Да, Готово. се мисли нешто. Леле, браво. Знаете што не ми беше јасно? Што правите кога ќе излезете на настапи? Имав гостин кога пред 2-3 недели сте настапувале во Карпош, сега бевте на Карпоша во лето Да, на фестивалот. Како поминавте тоа? Леле, Одлично. градоначалникот беше, мислам дека го прашувам, викам што прават, викам Марко и Стефан на сцена, викам вака кога ќе излезат. И што ви кажа? Знаеш што ми кажа? Па тоа вика што го прават на YouTube, тоа го прават и на сцени, тоа одлично функционира. Точно. Така е. А конкретно што сме правеле? Дали? Ај ти кажи ми конкретно што правите кога ќе излезете на сцена, јас не сум ви била на настап, Е, не па еве знам. кога излеземе, пееме песничка, пример. Аха. И сега има после завршува. торта, обично ние многу сакаме торта. И сега таа торта има состојка од која се прави. Значи Добро. има брашно, има шлак, има јајца. И сега ние тие работи си ги користиме така за да правиме интересни предизвици. Торти. Да. И така, пример, ќе земеме, ќе се прашуваме некои прашања, зашто ни ја и со Марко се познаваме многу добро. И пример ќе се прашуваме прашања што треба он да ги знае, ама пример ако тоа прашање за мене он не знае да го одговори, Така. знае пример на настан да земеме едно јајце да му го удрам од глава. Леле. Е, тоа се дешава на Карпош. А тоа го правиме на YouTube, така да. Добро, ќе има ли некој настап во живо, јас да во живо да дојдам да видам, не ќе Па на да, YouTube. е, следниот ни е сега баш. 14 септември 15 септември. Еј, па сега која сме дата? Чека, сега сме Тоа е 11. за 3 дена. во сабота. Да, во Централ парк. Дискотеката. Што ќе има? Во 19 Смееме да часот. објасниме да Да, кажеме? да. Што ќе ви чека? 19 часот почнува. Добро, тоа ќе бидете само вие или во склоп на Само некој ние, настан? ние. Само ние. Наш настан. Значи сега сме среда,
Што му доаѓа тоа во сабота? Во Централ парк? Да. Во колку саат? Во 19. Па да ги поканиме гледачите, ова знаеш што ќе биде. Па нека дојдат, нема снег, сега знаеш Па колку. да, дојдете бидејќи нема само песни да слушате, ќе гледате, само може нема бидат јајца, ама кај е камерата здраво. Ќе биде нешто друго, така? Да. А на возрастната публика колку ова сега да им изгледа штуро или не знам како, нема да се повторуваме. Да, овие дечки секогаш изненадуваат и доволно е само да им ги погледнете 2 видеа на YouTube, да им погледнете и да видите дека се буквално тоа многу заразно. Едно ќе изгледаш, после оди на второ, па од страна се покажало, види Марко што направил, ај да видам Марко што направил, нели не е македонски народ, дај да видам Марко, ме интересира туѓиов живот. Ајде па Стефан што направил и така ти поминуваш неколку сати пред YouTube да гледаш Марко и Стефан што прават. А доколку ги следите на Инстаграм, посебно Стефан, сега и кучето што му прави и тоа е се занимливо и се интересно. Добро, значи се гледаме во сабота, така? Да, се гледаме. Се гледаме во сабота во 19? Да. Добро, да не сгрешиме во 19, јас специјално доаѓам да видам што правите вие. Ако можам да стигнам некако до вас, затоа што јас знам што ќе биде. Па да, 1 саат порано треба да дојдам. Се залепам тука близко до сценава и да не мрдам. Добро, да продолжиме понатаму. Да, мислам дека немаме многу време, имаме време само за да ја слушнеме Шу праеш, песната која што твоја прва и песна која што на шега настанала, но сепак одлично функционира заедно со Мартија, а ќе се видиме со вас, не знам, следна прилика нешто кој ќе имате интересно, а знам дека ќе имате. Може би следна песна, може нешто друго. Не се знае со вас, не се знае, но баш ми е драго што дојдовте. Ете, ова беше вистинско освежување за нашата помлада популација која што не гледа сега пред малите екрани, а за повозрастната само видите, отворете на нивните YouTube канали да видите колку се е интересно она кое што го прават, буквално е забавно и заразно, верувајте ми од искуство. Но нема да откриваме нешто многу, овде ќе слушаме само музика. Стефани Марков, ви благодарам уште еднаш, пак да ни дојдете, а јас ќе ви дојдам во сабота. Добро, ве чекам. Ете така, идам 1 саат порано, во 19 часот во Централ парк, не заборавајте. А сега одиме една кратка пауза со спотот и песната на Стефан, заедно со Мартија, Шо праеш, да. И веднаш после тоа продолжуваме понатаму со следните гости и со нашата колешка Милена Антовска. Со каков муабет и моје срце крадеш, многу ми нудиш, а немаш ништо да дадеш. Кога ќе ме погледнеш, јас не знам каде терам, ко копиле неваспитано почињам да се дерам. Хеј, застани, кога се вртиш, продолжуваш по патот и со лицето се мрштиш. Трчам по тебе, пробувам да те стасам, очекуваш од мене нешто друго да те прашам. Шо праеш, шо праеш, ево моја преградка, за ништо не се каеш. Шо праеш, само кажи ми шо праеш, дали си сигурна дека сакаш да останеш? Шо праеш, шо праеш, кажи шо праеш, шо праеш, шо праеш, шо праеш, шо праеш. Сега ти шепотам кога си веќе моја, се топиш и менјаш боја, веруј на тебе сум лоја. Што викаше по мене, морав така да постапам, ова место нема никогаш никому да го отстапам. Шо праеш, шо праеш, ева моја преградка, за ништо не се каеш. Шо праеш, само кажи ми шо праеш, дали си сигурна дека сакаш да останеш? Што правам јас? А што правиш ти за нас? Милион причини имам да те одминам, но ништо не ми дава сега тебе да те одбијам. Шо правиш ти? И јас за ништо не сум крив. Милиарда причини имаш мене да ме одминеш, но сигурен сум дека никад нема да ме одбиеш. Шо правиш? А ти шо правиш? Шо правиш? Не, ти шо правиш? Шо правиме двајцата, конечно сме заедно. А види мајката. Шо правиш? Шо правиш? Ева моја преградка, за ништо не се каеш. Шо правиш, само кажи ми шо правиш, дали си сигурна дека сакаш да останеш? Шо правиш? Шо правиш? Ева
praviš, samo kaži